Позитивна оценка доаѓа од градоначалниците на Кочани и Штип за идејата на јавното предпријатие Македонски железници да обезбеди патнички воз што ќе сообраќа локално меѓу двата града. Веќе бил остварен контакт со раководните луѓе на предпријатието, при што е добиено образложение за намерата и за можностите таа да заживее во практика. Според градоначалникот на Кочани, се работи за идеја што треба подетално да се разработи, затоа што интерес кај граѓаните постоел, а и фреквенцијата на патници била потврда за очекуваната економска оправданост. Поради тоа, дадена е подршка на целата идеја, а разговорите за незината реализација треба да продолжат. Општината Кочани е спремна да разговара, да види, може би во делот на ресурсите кои што ги има и во зависност од предлогот кој што ќе го даде Македонски железници, ќе се договориме околу тоа како би настапиле. Патувањето на релацијата Штип-Кочани и обратно Кочани-Штип е доста изразена, доста имаме патувања, имаме поврзување на некои од селата кои што се малку подалеку од магистралниот пат и од автобуските врски и според мене тоа треба да се доиспита до крај и да се провери, бидејќи сепак времето на ова технологија, односно на ова време овозможува да луѓето бидат на едно место, да работат на друго место, да завршуваат некои работи на други места и според мене треба до крај да се заврши. Слично како Димитровски размислува и неговиот колега Захариев, со оглед што во општина Штип дневно доаѓаат голем број граѓани од околните населени места, па постои оправданост за локалната железничка врска. Иако дава поддршка, тој има забелешка околу потребата за средување на целата инфраструктура. Да мислам дека тоа е одлична работа, ние ја поддржуваме и верувам дека тоа ќе донесе навистина бенефит за граѓаните. Ќе имат поевтин превоз и мислам дека со изградбата на патот Штип-Кочани дефинитивно тоа е уште една придобивка за Источна Македонија. Но истовремено јас би порачал дека Македонски железници мора да направат уште нешто. Значи модернизација на железничката линија од Велес до Кочани мора да има, но истовремено мора да се уредат комплетно и сите железнички станици да тие бидат навистина убави места, каде железничката станица ќе биде онаа прво место каде ќе доаѓаат патниците и ќе огледат градот. Првите луѓе на општините од регионот во контактот со раководството на Македонски железници веќе добиле и задача да обезбедат релевантни податоци за тоа колкав е бројот на граѓани кои секојдневно патуваат на релацијата меѓу Кочани и Штип. Се очекува во текот на овој месец тие податоци да ги добијат и обработат, пошто ќе се има поцелосна слика за дневните миграции на регионално ниво.